Ако се секавате пред две поуки, втората поука беше тоа, конкретно 4. октомври, одделот од неделата, имаше спомнат еден цитат од пророци и цареви, кој што јас ќе го цитирам вечерва, и се спомнуваше оној момент кога дошло до поделба на царството, на северно и јужно. Вечерва ќе видиме како дошло до таа поделба. И зошто дошла? Не морало да дојде, иако Господ прорекол предходно, и на Соломон му го кажал тоа, и после тоа и на Јеровоам, преку свој пророк. Да читаме, да почнеме со читање во 12 глава од прва книга Цареви. Прва книга Цареви, 12 глава. Насловот овде во Константинов е разделба на царството. Уствари, јас се извинам, ја би читал од овој превод, затоа што клучниот стих, на кој што сакам да обрнеме внимание, овде е подобар, убаво преведен. Значи, прва Цареви, 12 глава. Ровоам. Кој беше Ровоам? Ајде да се подсетиме, почнува главата со Ровоам. Тоа беше син Соломонов од мајка Амонка. Може, малко да се подсетиме во 11 глава, уште не сме почнале. Во самиот старт на 11 глава, царот Соломон засака, освен фараоновата керка, значи и многу жени тугинки. Моавки, Амонки, Едомки, Сидомки, Хитики, инако како би ги собрал 1000, мислам. Овој бил од мајка Амонка. Но она што е карактеристично е што од својата мајка наследил колеблив карактер. Бил непостојан. И сега Ровоам отиде во Сихем, се вели, бидејќи во Сихем беа дошле сите израелци за да го зацарат. Значи треба да се случи инаугурација негова. Да биде зацарен. Сите се собрани тука. Но за тоа слушна, вели, Наватовиот син Јеровоам, кој што предходно избегал во Египет, и тоа избегал од Соломон. Соломон сакал да го убие кога го слушнал пророштото дека Јеровоам ќе биде оној кој што ќе го земе поголемиот дел од царството, односно дури 10 племења. И слушнал Наватовиот син Јеровоам, ова е после смртта на Соломон, се разбира, опасноста на некој начин поминала за него, кога се наоѓаше уште, вели, во Египет, значи слушнал и каде што беше избегал од царот Соломон, вели и самиот стих, и се врати од Египет. Значи тој се наоѓа во Сихем, меѓу мноштвото. Испратија по него, значи го повикаа, тогаш Јеровоам и целото израелско собрание дојдоа и му говореа на царот Ровоам велејки. И сега ќе се подсетиме на оној цитат, пред да ги почитаме овие зборови од 4. октомври тамо во пуката, само малку подолго ќе очитам јас, малку повеќе во контекст. Вели, племињата долго поднесувале тешки неправди и угнетување од Соломон, кој пак за да си ги задоволи своите расипнички навики, им наметнувал огромни даноци и тешка физичка работа. Затоа, пред да пристапат кон кронисувањето на новиот владетел, сакале да утврдат дали Соломоновиот син имал намера да им ги олесни тие товари. И затоа се собрале и еве што му велат. Че видите, Соломон како почнал, а како во ред, не како завршил, сепак на крајот се покајал, слава на Бога, но каков живот живеел, расипнички живот, во целото тоа богатство, кога, значи, најголемата слава ја доживува, значи, Израелското царство, народот. Вели, твојот татко, значи, сега му се обрекаат, ни наложи тежок товар, ти пак олесни ни го жестокото робство од татката и тешкиот товар, што тој ни го наложи, па тогаш ќе ти служиме. Тој му одговори, одете си по 3 дена, дојдете пак кај мене. И народот се разотиде.
По 3 дена треба да го даде одговорот. Во меѓувреме, царот Ровоам се советуваше со старците. Ова не мора да значи дека биле стари, меѓутоа постари во службата, советници, постари, поискусни, кои беа кај татко му Соломон, значи уште од времето на Соломон. Додека беше жив и рече: како ќе ме посоветувате да му одговорам на овој народ? И сега внимавате 7 стих, на кој што сакам да обрнеме внимание. Еден многу добар совет, кој што за жал бил отфрлен од Ровоам и затоа дошли до подолба. Но што се исполнило оно што Господ го кажал, но меѓутоа не морало. Но Господ го знава Ровоам каков е. Кажав уште почетокот, наследил колеблив карактер, непостојан. И веројатно и бил сребролюбец. Сакал и тој да живее, може би слично нешто, живот како Соломон. И тие му одговорија, еве го советот. Ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе, ева ми се свига, ми се допаѓа во овој превод, значи во другиот не стои така, иако е истото тоа. Ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни. Ова е библиски принцип, видим малку подолу. Служи за да ти служат. Служењето поттикнува служење. Да. Еве, ќе прочитаме еден стих. Сега ќе читам од Константино, затоа што ми е по-згоден некако за пронаоѓање. Во Прво Петрово, во Новиот Завет, да се подсетиме на едни новозаветни зборови овде, Прво Петрово послание. Во 5 глава, 5 и 6 стих. Така и вие помладите покрувајте им се на старешините. А сите еден кон друг препашете се со смиреност, со понизност. Зашто Бог им се противи на горделивите, а на понизните им дава благодат. И така понизете се под силната Божја рака, за да ве возвиши во право време. Понизноста е најголемата величина христијанска. Сме зборували често пати. Ровоам испуштил да прими еден многу добар совет. Како што кажав, самото служење поттикнува служење. И ако сакате да стекнете доверба, значи советот не бил лош, не бил насочен кон намалување или рушење на неговата репутација, мислам и на самата положба, нели, царска. Туку напротив, на тој начин го советувале да ја придобие довербата кај народот, кој што веројатно многу била разнишена во времето на Соломон, токму поради ова бреме со кој бил натоварен народот. Значи, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако ги задоволиш и им говориш добри зборови, тие ќе ти бидат слуги во сите дни. Да видиме денеска за нас колко е добар овој совет. За Ровоам веројатно не бил. Тој доаѓа во Сихем и очекува да биде зацаруван. И сега вели, јас цар, па зарем не треба да царувам, како сега треба сега да се понизувам овде, да им служам, да му служам на народот. А зошто е всушност власта? Во вистинската смисла на зборот, власта му служи на народот, треба да му служи на народот, тоа е. Ја не би сакал да прекинувам само ради снимањето. И значи, од првиот стих гледаме Ровоам отиде во Сихем, бидејќи во Сихем беа дошли сите израелци да го зацарат. Че ти дошли за да го зацарат. И овој совет е во тој контекст. Никој не сакал да му го земе царството, односно местото царско. И советот одел токму во тој правец, како што кажав, да се задобие довербата на народот. Довербата се стекнува токму преку служење. Семет Исус вели, ако во малку си верен, на многу ќе те поставам. Че видите како
се стекнува до вербата, така Господ и уште повеќе ве унапредува на некој начин. А тоа го добивате преку служење. Или со други зборови, како што кажав, служењето поттикнува служење. Но за да служите, ви е потребна понизност. Она што го читавме во Петрово послание. Не можеме да не се сложиме дека понизноста е на некој начин служи за како масло за подмачкување на меѓучовечките односи. За да тие одат гладко, за да бидат во ред меѓучовечките односи, дали меѓу маж и жена во семејството, дали меѓу браќа и сестри во црквата или било каде, токму понизност е потребна. Колку бракови денеска се растураат заради тоа што барем едниот не попушта. Едниот сака да биде по него, односно едниот сака да биде цар во семејството. И Елен Вајд, онај многу добро незин познат цитат, многу убав цитат, кај што таа вели дека поголемиот дел од проблемите би се решиле само за 5 минути ако се остават, ако се тргнат настрана себичноста и гордост. Ще се покаже понизност. Раздел би еден куп денеска. Видите какви статистики гледаме, колку бракови, мислам уште малку кон тоа се оди, колку склопени бракови, толку разводи. Страшно нешто. Највеќе поради гордост и себичност, ништо друго. Да видиме каков пример не оставил самиот Исус, Јован 13 глава. Од 13 стих. Вие ме викате мене учител и Господ и право велите, затоа што тоа сум. Значи тоа сум. Јас сум и учител и Господ. И така, ако јас, Господ и учител, ви ги измив нозете, ја не престанав да бидам Господ и не престанав да бидам учител со тоа што се понизив и ви ги измив нозете. Тоа е советот и до Ровоам. И вие сте должни да ги миете нозите еден на друг. Знаеме, често пати овие зборови ги читаме за Света вечера. Зошто ви дадов пример и вие да правите онака како што ви направив јас. До тука доволно. И 1 Јованово 3.16. Значи не Јован 3.16, 1 Јованово 3.16. Лесет за памтење, покрај оној Јован 3.16, а исто така многу добар стих, убав стих. 1 Јованово 3.16. По тоа ја познавме љубовта што тој го положи својот живот за нас и ние сме должни да ги положуваме своите животи за браќата. Господ Исус се понизи, стана како еден од нас, слуга, и дури заврши на крстот, го положи животот за нас. И токму заради тоа што тој го направи, тоа не поттикнува нас да му служиме. А што друго, ако не тоа? Тука е силата на љубовта, во покажаната љубов од негова страна на крстот. Затоа реков, служењето поттикнува служење. Но Ровоам не послушал. Ајде да се навратиме на текстот. Значи, да го прочитаме пак 7 стих. Советниците, оние постарите, му даваат совет и му велат, ако ти денес им бидеш слуга на овие луѓе и им услужиш, ако им послужиш, и ако ги задоволиш, и им говориш добри зборови, тие ќе бидат слуги во сите дни. Ќе ти бидат слуги во сите дни. Но тој не го послуша советот, што му го беа дале старците, и се советуваше со младите, кои беа пораснале заедно со него и кои беа кај него. Не знам колку млади биле овие млади, меѓутоа, со оглед на тоа што Ровоам кога се зацрл имал 41 година, значи тука некаде, приближно со моите години, сепак биле млади, помлади, овие старците веројатно биле многу постари, поискусни, како што кажав. И сега го отфрлил овој добар, прекрасен совет од старците и отишел со онаа генерација негова да се посоветува.
И им рече, што ќе ме посоветувате да им одговорам на оние луѓе што ми рекува и кажа, олесни ни го јаремот што ни го наложи таткоти. Младите, пораснати заедно со него, му одговори и рекува, слушнете се овој совет од младите, вака кажи им на тие луѓе што ти рекле. Твојот татко им наложи тежок јарем, ти пак олесни ни, кажи им, значи тие што така ти кажали, кажи им, малиот прст ми е подебел од бедрата на татко ми. И така како татко ми ви ставил тежок јарем, јас уште повеќе ќе го натежнам вашиот јарем, татко ми ве казнуваше со камшици, јас пак ќе ве казнувам со камшици со железни боцки. Значи, кога ова би било во денешно време и кога би настапиле како политичка партија со една ваква идеја, не би добили ни еден глас, значи, веројатно. Кој би сакал вакво нешто, меѓутоа времињата биле други, но сепак ќе се покаже дека народ ќе се одметне од него. Нема да го прифати. И сега доаѓаат Јеровоам и сите луѓе кај Ровоам на третиот ден, како што им беше заповедал царот, велејки дојдете кај мене на третиот ден. И царот грубо му одговори на народот, и тоа грубо, значи. Не го послуша советот што му го беа дале старците. И им го кажа она што го советува младите. И што се случи? Поделба на царството, само поради оваа гордост, тврдоглавост на Ровоам и непослушување на добриот совет. Не можел едноставно да процени, бил непостојан, бил колеблив, како што кажавме, не можел да процени кој е добриот совет за да го прифати. Како е со нас во нашите животи? Можеме ли да процениме и како би процениле кога не советуваат вакви или онакви советници? Не мора тоа во случајот се, нели, постарите, како попаметни, меѓутоа не мора тоа секојаш да биде така. Дали имаме така тесна заедница со Господа за да оцениме, за да согледаме кој совет е навистина добар, а кој не? Какви се нашите мерила? Како ја правиме таа проценка? Многу е битно од тоа каков совет ќе послушате, каков правец ќе фатите. Гледаме расцеп на царството само поради ова. Господ тоа го знаел однапред, позато и го пророкувал. И на Соломон му го кажал, и потоа на Јеровоам. Да се подсетиме малку на вториот случај со Јеровоам, значи отвараме во 11 глава и читаме од 29 стих. Или 28. Јеровоам беше силен човек, Соломонот како забележа дека тоа момче го бива за работа, значи бил добар работник, го постави за надзорник над задолжените работници од Јосифовиот дом. Во оно време на Јеровоам му се случи да излезе од Ерусалим, по патот го сретна пророкот Ахија Силомец. Облечен во нова облека, тие беа само двајцата во полето. И Ахија ја зеде новата облека што беше на него, ја раскине на 12 делови. Интересно како овие стари пророци описно пророкувале. Новата облека ја раскил на 12 делови и му рече на Јеровоам, земи си 10 делови, зашто така вели Господ, Бог Израелов. Ете го истргнувам царството од раката на Соломон и 10 племиња ти давам тебе. А едно племе, односно две, нели со Венјаминовото, ке му остане нему заради мојот слуга Давид и заради градот Ерусалим што го избра од сите израелеви племени. Само заради Давид, на некој начин, и само заради Ерусалим останали овие две племени. И ова е поради тоа што тие ме оставија и почнаа да и се поклонуваат на Аштарта, сидомската богинка, и на Хамос, моавскиот бог, и на Милко, мамонскиот бог, и не одеа по моите патишта за да го вршат она што е угодно пред моите очи и да ги пазат моите наредби, моите заповеди како татко му Давид. Тоа го правеше и Соломон, за жал, тоа го правил и Ровоам. И го одвел Јужното царство во идолопоклонство. Клучниот момент, пак ќе кажам, 7 стих. Неприфаќањето на овој златен совет. Ако им ти денеска бидеш ним слуга, тие ќе ти слугуваат сите дни понатаму. Но гордоста не дозволува вакво нешто.
царот е за да царува, се вели Ровоам, јас вакво нема нешто да дозволам. И ете ти поделба, така доаѓа до поделба. Поради отсутство на понизност, доаѓа до поделби. А спротивен ефект има понизност. Како што читаме во Прво Петрово. Понизете се еден пред друг. Служете еден на друг. Ако ти му служиш на другиот, тоа ќе поттикне служење од негова страна. Тоа е библискиот, тоа е христијанскиот принцип кој што е Ровоам не го прифатил, а ние треба да размислиме кога ќе се најдеме во некоја таква ситуација. Значи може да биде во прашање бракот наш, може да биде во прашање црквата, може да биде во прашање било кој друг меѓучовечки однос. Недостатокот на понизност, односно гордоста човечка, на стара наша природа може да доведе до катастрофални последици. Во втора дневник, само за момент да прочитаме мал податок за Ровоам, малку спомнав од тоа, но втора книга дневник или втора летописи, во 12 глава. И 14 стих. Се зацврти царот Ровоам во Ерусалим и царуваше. Кога се зацврти, тој беше на 41 година. Ова ми е битно да го спомнам, затоа што ќе направам еден контраст со Јосија. Неодамна зборувавме, кога зборувавме за последните 5 царали, колку беа, да. Значи, имаше 41 година, а царуваше 17 години во Ерусалим, во градот кој Господ го избра меѓу сите племени Израелеви, за да го постави таму името негово. Мајка му се викаше Ноема, а беше Амонка. Вели во 14 стих, тој правеше зло, зашто него беше насочил срцето свое, за да го бара Господа. Гордост на него бара Господа. Како контраст, кажав, Јосија, на колку години да се подсетиме се зацарил? Овој бил 41 година, значи отприлика човек како мене е, гледате. Јосија на колку години се зацарил? На 8 години. Тоа е она нешто што мене ме фасцинира кај него. Е втора дневник, значи тука сме пак, во 34 глава. Тука читавме и тогаш, за време на пуката, за Јосија. Или Јошија, како е во овој превод. Еве од првиот па до 8 стих, да не читаме се, направила една коренита реформа. Јошија имаше 8 години кога стана цар и царуваше в Ерусалим 31 година. За разлика од Ровоам и многу други, тој го правеше она што беше угодно пред очите Господови, одеше по патиштата на својот предок Давид и не скршнуваше ни лево ни десно. Јосија, за разлика од Ровоам, слушаше добри совети. И ако се сеќавате, во пуката беше наведено, имало многу малку советници кои што го советувале да оди по правиот пат, но тој знаел да препознае, иако дете, 8 годишно, знаел да препознае кој е добар совет. Значи, видите, некојаш не се во прашање годините, вие можете да и на 50 година бидете како дете, по паметот да кажеме, нели? Но е овде гледаме едно дете од 8 години кој што знаело да процени што е добар совет и да направи вистински потек, односно, многу е едноставно, секогаш слушајте ги Господовите наредби, секогаш сакајте да ја творите Божјата волја, тоа е вистинскиот правец, тоа е вистинското нешто. Значи, тој го правеше оно што беше угодно во очите Господови. На 8-та година од царувањето свое, бидејќи уште беше момче, почна да го бара Бога на својот предок Давид, а во 20-та, зашто е 20-та, кога мислам дека во другиот превод е 12-та. Ајде баш да видиме. 12-та е во Константинов. Да. Мислам дека по редослед како оди, па на 18 години, нели, обнова на храмот, доаѓа и на, мислам, на службите и така натаму промоѓањето на законот, сепак би требало овде да е 12-та година. Во ред, како и да е, во 12-та година почна да ја чисти Јудеја и Ерусалим од идолските светилишта, од посветените дрвја и од извајаните и излеаните идоли. Оние што ги правил и Соломон,
заведен од толку многу незнабожички жени, оние што ги правили и Ровоам, што ги правил Ровоам, и многу други цареви. И ги скрши, и ги разби во прав, растурајки ги по гробовите на оние што им беа принесувале жртви. Коските на жреците ги изгоре врз нашите, нивните жртвеници, и исчисти Јудеја и Иерусалим. Во градовите на Манасија, Ефрем и Симеон, дури до коленото Нефталимово и во нивните опустошени околини. Тој ги собра жртвениците и посветени дрвја, ги разби во прав, ликовите ги скрши сите идоли по целата израелска земја и се врати во Иерусалим. Каков контраст. 41 година, меѓутоа, ги посоветувал помладите. А ако се сеќавате, минатиот пат спомнавме што доживел Јосија. Гледал пред своји очи како Манасија, неговиот дедо, бил одведен во робство во Вавилон, затоа што му бил непослушен на Господа, па како потоа, заради маките што ги претрпел таму, и во маките што ги трпел, се покајал вистински, Господ го враќа назад во царството. Сето тоа Јосија го гледал. Бил малецок, таму бил околу 6 години, може би помал, 5-6 години, затоа што татко му само 2 години, 2 години царувал Амон. И потоа го гледал искуството што го доживел неговиот татко. После само 2 години царување го убиваат во неговиот дом. Може би Јосија бил и сведок на сето тоа, не знам. Но како и да е, тоа биле огромни поуки за него. Се поучил од искуствата. Значи и на неговиот дедо, и на неговиот татко. И ги слушал оние малку советници кои што му ги кажувале вистинските совети. А Ровоам, не послушувајќи овој добар совет, кој што му бил даден од старците, довел до тоа да дојде до расцет на царството. Дали ние се учиме од нашите грешки? Дали ние се учиме од тугите грешки? Тоа е мудар кој што се учи од тугите грешки. Еве, ние имаме грешки, еден куп, поука од многу животи во оваа книга која што ни е оставена, токму и за тоа, да се поучиме, да знаеме како ние да одиме, да го живееме нашиот живот. Ако се поучиме на тугите грешки, тоа што нема да правиме своји грешки. Ако ги послушаме добрите совети на оваа книга на нашиот Господ, тоа ќе биде се во ред. Треба да го препознаеме добриот совет, а за тоа потребно е човек да биде понизен, човек да биде спремен да послуша совет. Некогаш тој совет може да ви дојде и од 8-годишно дете. Зошто да не? Ако можел Јосија така добро да го води царството на 8 години. Зошто да не знае и тоа и тој да ви каже, значи тоа дете да ви каже добар совет. А ние треба да биме спремни да послушаме и дете, и постар, и жена, некојаш ќе речат мажите, ајде жена ќе слушам. Меѓутоа жената знае некојаш да каже мудри зборови и добар совет. Така ли е, трачи, се смееш, гледам нешто. Така е. Нека Господ ни помогне да ја скрши нашата гордост, тоа е многу често пати, ако не и најчесто, најголемиот проблем кај човекот. И да знаеме, да го препознаеме добриот совет, затоа што препознавајќи го и прифаќајќи го, можеме да се извадиме од некоја навистина тешка ситуација и да Господ не исправи во нашето одење. Нека му е слава на Господа. Амин.